За почеток да ви го представам мало кученце кое што го држам во рацете. Љубителите на расни кучиња видно една мала чивава. Знам дека е ретка раса која што секогаш буди интерес и сите оние кои што имаат фобија од големи кучиња или од голема обврска се одлучуваат за малите раси. Чивавата е идеална за домашни услови, за оние кои што се исто така ќе потенцирам доста зафатени со малку слободно време, бидејќи не бара многу ангажман околу себе. Единствената работа која што битна и не смее да се прескокне на самиот почеток кога се бира чивава, а тоа е дека тие се неизмерно врзани за семејството или за еден човек, посебно една личност ја бираат, ја засакуваат и малку се потешки за кога станува збор за одвојувањата, но затоа имаме торби, транспортери и убави корпи со кои што тоа сето ќе се надмине, бидејќи каде да одите можете својата чивава или некоја мало кученце, мала раса на куче или маче да ја носите со себе. Знаете сите дека сме подвижни и секогаш автомобилот ни онака десна рака за секоја ситуација и тогаш е вистинско решение да своето мелениче го ставите во транспортер, кој што ќе ви овозможи полесно движење низ градот, до ветеринар, до некое ваше омилено место и во крајна линија во патување. Можеби некој ќе се каже дека ова не е вистинскиот период да ги препорачуваме транспортерите, дури јас се помислев на оваа тема, меѓутоа некако веќе не се патува само во летниот период. Тука се зимувањата, тука се добрите викенди, тука е едноставно движењето на луѓето кои што ни прави бегство од секојдневието од работата. Ако имате навистина палаво темпераментно кученце, можете на неколку часа и да го затварате во транспортерот додека барем не сте вие дома. На тој начин ќе се поштедите од нервози да ви уништува нешто омилено, например некои ваши чевли, некој дел од мебелот или нешто слично. Сето оваа навика е најдобро да се оформи додека кучинцето е мало. Значи веднаш на стартот една од најнеопходните работи е, повторно ќе кажам, или турба или транспортер и нормално една убава корпа за спиење. Се фати в себе си како зборувам се за малите кученца, но сепак ќе кажам дека транспортерите ги препорачуваме и за средните и за големите раси. Нормално ги имаме од најмала па до најголема величина. Исто така ги има во најразлични бои, така да и тука можете да бирате и да се опуштите во убавината на заедничкото живење. Значи, вистинска можност за да го решите проблемот на движење, транспортирање, проблемот кога сте во кола и имате потешкоти да го смирите вашиот миленика, тоа ве деконцентрира. И уште многу други нешта кои што ве ги кажав, сепак малку превртете ги низ мозокот, низ главата и ние ве чекаме да одлучите. Цените не се недофатливи, цените се многу веќе спуштени. Порано, како што реков, значи транспортерите беа луксузни и така малку поскапи, а денеска веќе се со пониска цена и секој може да си ги дозволи.